Ако ги гледаме на месечно ниво, поединечните извори, тогаш во текот на зимските месеци убедливо најголем извор на загадување од 40, 50 па и 60% е согорувањето на биомаса, потоа доаѓа согорувањето на нафта и мазут за загревање во јавните објекти, па потоа сите други извори. Во текот на летните месеци е состојбата поразлична и тогаш доминира минералната прашина, односно прашината од градежните активности, ресурс, бензија и така натаму. Загадувањето во текот на последните десетина години се намалува. За жал, со енергетската криза верувам дека тоа или ќе застане на оваа ниво, или ќе се влоши во текот на наредната година, затоа што голем дел од граѓаните, немајќи друг избор, мора да се вратат на поевтини горива. Такви епизоди на екстремно загадување за жал ни се јавуваат секаде, пред се поради тоа што урбаните средини користиме цврсти горива кои што имаат високи емисии и додека ги користиме тие, веројатно ќе ги имаме и епизодите на високо загадување. Фокусот треба да се стави пред се на начинот на загревање и на институциите и на домакинствата. Кога ќе ги намалиме тие емисии или ќе им овозможиме на домакинствата да имаат многу поефикасни системи за загревање, ќе се добие и на квалитетот, ќе се заштити животната средина, но и нивните домови, бидејќи старите системи за грејање се сериозен извор на загадување и внатре во домот. И сигурен сум дека тоа ќе резултира и со подобри услови за живење, а доколку добро се организира процесот, веројатно не мора да биде и многу поскапо или не би требало да биде многу поскапо за домакинствата кои што би ги користеле тие нови системи за загревање.